Македонија тоне во рецесија, народот тоне во сиромаштија, цените растат до небо, ама на мафијата и на нејзините експоненти се им е ефтино. Ефтино им е како одмор во Мексико, или можеби како викендичка на Скопска Црна Гора, или можеби ефтино како джип од 70 и кусур илјади евра. Толку е ефтино што и не се пријавува енормната разлика во богатство до антикорупцијската комисија. Првиот човек до Зоран Заев во владата на мафијата, Драги Рачковски, нема година да не експлодира скандал поврзан со него. Скандали експлодираат, ама институционална завршница нема. Па како е можно Драги Рачковски да се излече нечепнат од Леонардо за апла договарање тендер вреден 8 милиони евра и си остана во влада? Како е можно Драги Рачковски да е фатен жив со набавка на нефункционален софтвер за МВР, при тоа ист каков што самиот измислил, ама уште си седи во влада? За Драги Рачковски зборува и оној дака кога раскажува за црни пари за кампањи, за имоти, за бензински пумпи. Па како е можно, него Драги Рачковски уште во влада? Како е можно Драги Рачковски да летува ефтино во Мексико додека обвинителството превртува документи во влада? За Рачковски да си се врати повторно на работа, повторно во влада? Влакно не му фали на Драги Рачковски. И како велат во мафијата, одозгора на тога, како е можно уште и самиот да се фали дека лично тој е одговорен за борба со короната, за да бидат нештата појасни зошто Македонија е црна здравствена дупка со стотици погреби секоја недела. Епа сега, кога веќе ми избега од дуелот што самиот го бараше, сега јавно го прашувам, а Драги Рачковски нека продолжи да се крие. Вистина ли е, Драги Рачковски, дека си се подновил со нов джип од 70 и нешто илјади евра? Вистина ли е, Драги Рачковски, дека градиш викендица кај побожје Скопска Црна Гора? Вистина ли е, Драги Рачковски, дека планираш голем градежен зафат на Скопска Црна Гора, викенд населба распослана на околу 25.000 метри квадратни? Вистина ли е, Драги Рачковски, дека зголемувањето на личното богатство не соодветствува на легалните примања? Вистина ли е, Драги Рачковски, дека во разговорот за тендерот познат како Леонардо си свесен дека таков разговор не смееш да водиш? Вистина ли е, Драги Рачковски, дека набавката на софтверот си ја направил на своја рака, знаејќи дека не е компатибилна со постојниот систем на МВР? И последното прашање, вистина ли е, Драги Рачковски, дека си бил одговорен за справување со короната, а со тоа и за набавки на вакцини, но и дали е вистина дека тоа било плаќано вон платата во влада? Драги Рачковски, не очекувам да одговори на сите овие прашања. Ке се сокрие, како што се сокрие и од дуелот кој што сам од Мексико го побара. Едно е јасно, функционери и блиски на мафијата, обесени на државниот буџет, енормно се богатат додека народот паѓа во се поголема сиромаштија. Мафијата презема контрола на се, а институциите молкум гледаат како мафијата се богати од црните бизниси.